Поздрав од предградската библиотека во Арлингтон во сојузната држава Вирџинија, која е едно од избирачките места на денешниот супер вторник, а тоа е денот кога во 15 сојузни американски држави американците излегуваат и го остваруваат своето право на глас на прелиминарните избори и одлучуваат кој ќе биде кандидат за претседател и во Републиканската партија и во Демократската партија. Избирачките места во Вирџинија се отворени во 6 часот наутро, а американците своето право на глас ќе може да го искористат до 19 часот по локално време. Интересен податок на овие прелиминарни избори е тоа што американците имаат право на отсуство од работа на онолку часа колку што им е потребно за да го остварат своето право на глас на прелиминарните избори. Зошто е важен супер вторникот во САД, бидејќи американците го искористуваат своето право на глас на прелиминарните избори во исти ден во најмногу сојузни држави. Тоа може да биде и пресврт за тоа кој би се нашол на гласачкото ливче на изборите во ноември. Најинтересна изборна битка е во Републиканската партија, каде двајцата кандидати, поранешниот претседател на САД Доналд Трамп и поранешната гувернерка на Јужна Каролина Ники Хејли се во изборна трка. Но тоа што е познато досега е дека Трамп победи во последните 8 сојузни држави каде што се одржаа прелиминарни избори. А последната победа на Ники Хејли е единствена беше во главниот град на САД Вашингтон, која за неја представува надеж дека би можела да оствари пресврт на прелиминарните избори кои што се одржуваат токму на денешниот супер вторник. За разлика од Републиканската партија, таква битка не се очекува кај демократите. Таму актуелниот претседател Џо Бајден има двајца против кандидати Дин Филипс, пратеник од Минесота, и активистката Маријана Вилијамсон. Сепак тие се чини не се сериозни кандидати за да може да остварат пресврт кај демократските гласачи за време на одржувањето на овие прелиминарни избори. Сепак, финалните резултати од одржувањето на супер вторникот можно е да се почекаат, иако се гласа на исти ден во повеќе сојузни држави. Сепак, причината за чекањето на финалните резултати е во временската разлика во сојузните држави. За гласот на Америка на македонски од Арлингтон во сојузната држава Вирџинија се јавува Игор Стефановски.